Петок, 13 октомври, кратки вести во 12 часот. Активна туристичка промоција на убавините на Охрид и Република Македонија е во фокусот на новинари, промотори, блогери, телевизиски екипи од Јужна Кореја, Шпанија, Италија и Црна Гора. Во формат на патувачки дневник преку видеа ќе ги истражуваат убавините на земјава и ќе споделуваат оригинални приказни и искуства. Следната недела во Охрид доаѓа Хуан, репортер и патувачки инфлуенсер од Шпанија, кој со неговото куче Мигас го патува светот, а месецов се очекува градов да го посетат и новинарите од радиотелевизија Црна Гора. Искуството на гостите, раскажано преку репортажи, прилози, телевизиски емисии, блогови, е непроценливо богатство за сите кои сакаат да ја посетат земјава, велат од Агенцијата за промоција на туризмот. Водостојот на Охридското езеро и понатаму е под просекот за овој период од годината. Според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, езерото е на кота од 693,25 метри надморска височина, што е за 6 сантиметри под просекот за октомври и 15 сантиметри над минимално дозволеното ниво. Температурата на езерската вода е 18 степени и е за 1,3 степени повисока од просекот за овој месец. Инаку и во текот на октомври, како и минатиот месец, продолжува трендот на пад на езерското ниво. Од почетокот на септември до сега нивото е намалено за 19 сантиметри. Охридските кошаркари во недела ги продолжуваат надпреварите во првата лига. Во рамки на третото коло играат на гостински терен во Гевгелија против екипата на Кожув. Надпреварот ќе се одигра во салата 26 април со почеток во 18 часот. На Facebook страната на градскиот кошаркарски клуб Охрид ќе биде објавен линк за следење на надпреварот во живо. Охридските кошаркари досега зад себе имаат 1 пораз и 1 победа. Времето денес претежно сончево и топло со умерена облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.